Во името на Господ, Всемилосниот, Милостивиот, благодарноста му припаѓа на Господ, кој небесата и земјата ги создаде и темнини и светлини даде. Па повторно тие што не веруваат, други со Господарот свој изначуваат. Тој од земја ве создава и часот на смртта ви го одредува. И само тој знае кога крајот на светот ќе биде, а вие повторно се сомневате. И тој е Бог на небесата и на земјата. Тој знае што криете и што покажувате. И тој го знае тоа што го правите. А на неверниците не им дојде ниту еден доказ од Господарот нивен, а тие главите од него да не ги свртат. Тие сметаат дека вистината што им доаѓа е лага, но нив сигурно ќе ги стигнат последиците од тоа на што тие се подсмеваа. Зарем тие не знаат колку народи пред нив ние уништивме, на кои на земјата им дававме можности какви вам не сме ви дале и на кои дожд обилен им испраќавме и дадовме реки покрај нив да течат, па поради гревовите нивни ги уништивме и други поколенија по нив создадовме. А и книга од хартија да ти спуштиме и тие со рацете своји да ја опипаат, сигурно тие што не сакаат да веруваат повторно би рекле, ова не е ништо друго освен вистинска магија. Тие велат, требаше да му се прати ангел, а да им пратиме ангел, со нив свршено ќе биде, ни цел час време немаше да им се даде. И ангел да го сториме повторно како човек би го создали и повторно би им го сториле нејасно тоа што не им е јасно. На пратениците и пред тебе им се подсмеваа, па на тие што им се смејуваа ги стигна токму тоа за што се смејуваа. Кажи, патувајте по земјата, а потоа погледнете како завршија тие што пратениците за лажни ги сметаа. Прашај, чие е сето тоа што е на небесата и на земјата? И одговори, Господово, тој себе си пропишал да биде милостив, тој на судниот ден ќе ве собере, во тоа нема никаков собнеж, тие што себе си се упропастиле, па тие нема да веруваат. Нему му припаѓа се што постои во ноќта и во денот, тој се слуша и се знае. Кажи, зарем за заштитник да земам некој друг освен Господ, создателот на небесата и на земјата? Тој храни, а него никој не го храни. Кажи, мене ми е наредено да бидам прв меѓу тие што се покоруваат и никако немој да бидеш од многобожците. Кажи, ако не му бидам послужен на својот Господар, јас се плашам од страдањето на големиот ден, а оној што тој ден ќе биде поштеден, тој му се смилувал и тоа е очигледен успех. Ако од Господ некоја неволја те погоди, па никој освен него не може да ја отстрани, а ако некакво добро ти подари, па само тој е семоќен. И тој е единиот владетел над робовите своји. Тој е мудриот и сезнајниот. Кажи, кој е најголемиот по сведочењето? И одговори, Господ, тој меѓу мене и вас сведок ќе биде. А мене овој Куран ми се објавува за со него вас и тие до кои тој ќе допре да ги опоменам. Зарем вие на вистина тврдите дека покрај Господ има и други божества? Кажи, јас не тврдам. Кажи, само тој е Бог и јас немам ништо со тоа што вие му здружувате нему. Тие на кои книгата им ја дадовме го познаваат Мухамед како што ги познаваат синовите своји. Тие кои себе си се упропастија, па тие нема да веруваат. Има ли понеправедено тој што за Господ говори лаги или не ги признава доказите негови? Неправедните на вистина нема да успеат. А на денот кога сите ќе ги собереме, па ќе ги прашаме тие што здруженици му препишуваа. Каде ви се божествата ваши кои за богови ги зедовте? Нема ништо друго да им преостане освен да кажат: се колнеме во Бога, во Господарот наш. Ние никого не му здружувавме на Господ. Гледај како тие самите себе ќе се лажат, а нема да ги има тие што самите ги измислија. Има такви кои доаѓаат да те слушаат, но ние на срцата нивни перде им ставивме, за да не го разберат Куранот. И глуви ги направивме, па и сите докази да ги виделе, повторно во нив не би поверувале. А кога доаѓаат со тебе да се расправаат, тие што не веруваат велат: тоа се само измислици на дамнешните народи. Тие забрануваат да се верува во Куранот и самите од него се оддалечуваат и самите себе си се упропастуваат, а и да не забележуваат. А да ти се даде да ги видиш како, кога пред огнот ќе бидат задржани, ќе речат: камо да бевме вратени, па доказите на Господарот наш да не ги негираме и верници да станеме. Не, на нив очигледно ќе им стане тоа што претходно го криеа, а и кога би биле вратени повторно, би продолжиле да го прават тоа што им беше забрането, бидејќи тие на вистина се лажговци. И би рекле: нема живот освен на овој свет и ние нема да бидеме оживеани. А да ти се даде да ги видиш како, кога пред Господарот свој ќе бидат запрени и кога тој ќе ги запраша:
Зарем ова не е вистина? Ќе одговорат: да, се колнеме во Господарот наш. А и како? Тој ќе каже: па искусете ја тогаш казната заради тоа што не верувавте. Тие што не веруваат дека пред Господ ќе застанат, ќе настрадаат кога ненадејно часот на оживувањето ќе им дојде и ќе речат: о, мако наша, што се на земјата пропуштивме и гревовите своји на гробовите своји ќе ги носат, а ужасно е тоа што ќе го натоварат. Животот на овој свет е само игра и забава, а оној свет на вистина е подобар за тие што се плашат од Господ. Зошто не се паметите? Ние знаеме дека тебе на вистина те растажува тоа што тие го говорат. Тие на вистина не те обвинуваат тебе дека си лажливец, туку неверниците ги негираат Господовите зборови, а противниците пред тебе за лажни беа сметани. Потрпеа што за лаги ги клеветеа и што ги мачеа се додека не им дојде помошта наша. А никој не може Господовите зборови да ги измени. И до тебе допреа некои вести за противниците. Ако ти е тешко тоа што тие се свртуваат, тогаш ако можеш побарај каков било отвор на земјата или скалила на небото, па донеси им едно чудо. Да сака Господ, тој сите на вистинскиот пат би ги собрал. Само немој никако да бидеш од тие што не знаат. Ке ти се отвијат само тие што се послушни, а Господ мртвите ги оживеат, потоа нему сите ќе му се вратат. Тие велат: зошто Господарот негов не му прати некакво чудо? Кажи: Господ е способен да испрати чудо, но повеќето од нив не знаат. Сите животни кои по земјата одат и сите птици кои со крилјата своји летаат се светови како вас. Во книгата ние ништо не изоставивме и потоа ќе се соберат пред својот Господар. А тие што доказите наши ги негираат, глуви се и неми. Во темнините се, кого сака Господ во заблуда го става, а кого сака на вистинскиот пат го изведува. Кажете ми вие мене, ако вистината зборувате, кога би ви дошла Господовата казна или би ви изненадил крајот на светот, дали некој друг освен Господ би повикувале? Само него би го молеле. Ако сака да го страни од вас тоа што сте го молеле, а не би ви паднале ни на ум тие што му ги здружувате. А и на народите пред тебе им испраќавме пратеници, и со сиромаштво и со болест ги казувавме, за да станат послушни. Требаше послушни да станат кога казната наша ќе им дојдеше, но срцата нивни остануваа тврди, а ѓаволот им го покажуваше како убаво тоа што го правеа. И кога ќе го заборавеа тоа со што беа опоменувани, ние портите на сите добри нешта ќе им ги отворевме. А кога на тоа што им е дадено ќе се израдуваа, ненадејно ќе ги казневме и тие одеднаш ќе изгубеа надеж. И ќе се прекинеше трагата на народот кој правеше неправда. И благодарноста му прибаѓа на Бога, Господарот на световите. Кажете ми вие мене, ако Господ ве лиши од слухот ваш и од видот ваш, и ако срцата ваши ги запечати, кој Бог освен Господ тоа би го вратил? Погледни како извесуваме докази, а тие повторно се свртуваат. Кажете ми вие мене, ако Господовата казна би ве стигнала неочекувано или јавно, зарем некој друг би настрадал освен народот насилнички? Ние испраќавме вратеници само да носат радосни вести и да опоменуваат. Затоа нека не се плашат од ништо и за ништо нека не тагуваат. Тие што веруваат и прават добри дела, а тие што не веруваат во доказите наши, ќе ги стигне казна затоа што грешно постапуваат. Јас не ви велам кај мене се Господовите ризници, ниту мене ми е послат неведливиот свет, ниту ви велам јас сум ангел. Јас го следам само тоа што ми се објавува. Зарем си исти слепиот и тој што гледа? Зошто не размислите? И опоменувај ги со Куранот, тие што стравуваат што пред Господарот свој собрани ќе бидат, кога освен него ни заштитник, ниту посредник нема да имаат, за да се плашат од Господ. И не терај ги од себе тие кои наутро и навечер на Господарот свој му се молат, посакувајќи го лицето негово. Ти нема за нив да одговараш, а ни тие нема за тебе да одговараат, затоа што кога би ги истерал, насилник би бил. И така ние едни со други ви искушуваме, за да речат неверниците: зарем тоа се тие на кои Господ помеѓу нас милост им укажа? А зарем Господ не ги познава добро тие што се благодарни? А кога ќе ти дојдат тие кои во зборовите наши веруваат, ти кажи: мир со вас. Господарот ваш самиот на себе си пропиша да биде милостив. Ако некој од вас стори лошо дело од небрежност, па потоа се покае и се поправи, па Господ на вистина ќе прости и милостив ќе биде. Така ние во детали ги изнесуваме доказите, за да ви биде очигледен патот по кој одат грешниците. Мене ми е забрането да ги обожувам тие на кои вие покрај Господ ги молите. Јас не ги следам желбите ваши, бидејќи тогаш би заталкал и не би бил на вистинскиот пат.
Кажи, јас сум на јасното упатство од Господарот мој, а вие го негирате. Не е во моја власт тоа што вие го избрзувате. Само Господ се прашува. Тој суди според правдата и тој е најдобриот судија. Кажи, да е во моја власт тоа што го избрзувате, меѓу мене и вас би било свршено, а Господ добро ги знае насилниците. Кај него се клучевите на сите тајни, само тој ги знае. И тој единиот знае што има на копното и што е во морето. И ниту еден лист не паѓа, а тој за него да не знае. И нема зрно во темнините на земјата, ниту нешто посвежо, ниту нешто посуво, ништо што не е во јасната книга. Тој ноќе ве умртвува, а знае што сте правеле преку ден. Потоа ве буди, се додека не дојде часот на смртта. На крајот нему ќе му се вратите и тој ќе ве извести за тоа што сте го правеле. Тој е владетел на тробовите своји и ви праќа чувари. А кога на некој од вас смртта ќе му дојде, нашите ангели, без колебање, душата му ја земаат. Тие потоа ќе бидат вратени кај Господ, кај својот вистински Бог. Само тој ќе се прашува и тој најбрзо сметката ќе ја сведе. Кажи, кој од сработиите на копното и на морето ви избавува, кога јавно и тајно понизно му се молите? Ако тој не избави од това, сигурно ќе бидеме благодарни. Кажи, Господ од нив и од секоја неволја ви избавува, па вие сепак му припишувате здруженици. Кажи, тој е способен да испрати казна против вас, над вашите глави или под вашите нозе, или во групи да ве подели и да направи силата меѓусебно да ја искусите. Погледни само како ние детално изнесуваме докази за тие да се вразумат. Твојот народ го негира Куранот, а тој е вистина. Кажи, јас не сум ваш чувар. Секој наговестување има свое време и вие ќе знаете. Кога ќе ги видиш тие што на нашите зборови се подсмеваат, биди далеко од нив се додека не преидат на друг разговор. А ако ѓаволот те наведе да заборавиш, тогаш не седи со насилниците кога ќе се сетиш. Тие што се плашат од Господ, нема за нив сметка да полагаат, но должни се да опоменуваат, со цел да престанат. Остави ги тие што својата вера како игра и забава ја земаат, и кои животот на овој свет ги измамил, а опоменувај со Куранот за да не страда човекот поради тоа што го прави, бидејќи освен Господ ни заштитник ни посредник нема да има, бидејќи од него никаква откупнина нема да се прими. Тие поради тоа што го правеа, во маки ќе бидат држени, нив ги чека пијалок од завриена вода и неподносливо страдање заради тоа што не веруваа. Кажи, зарем покрај Господ да ги молиме тие што не можат никаква корист да ни направат ниту некоја штета да остранат, па да бидеме вратени по стапките наши, а Господ веќе не упатил. И да бидеме како тој кого на земјата ѓаволите го завере па ништо не знае. А кога другарите негови го повикуваат на вистинскиот пат, дојди кај нас, кажи, Господовиот пат, единствениот пат, а нам ни е наредено Господарот на световите да го слушаме и намазот молитвата да ја извршуваме и од него да се плашиме. Тој е тој пред кого ќе бидеме собрани. И тој е тој кој небесата и земјата со вистината ги создаде. Штом тој за нешто каже биди, тоа бидува. Зборот негов е вистината. Само тој ќе ја има власта на денот кога во рогот ќе се дувне. Тој го познава невидливиот и видливиот свет. И тој е мудриот и сезнајниот. А кога Аврам му рече на својот татко Азер, зарем статуите ги сметаш за богови? Гледам дека и ти и народот твој сте во вистинска заблуда. И ние му го покажавме на Аврам царството на небесата и на земјата за да верува цврсто. И кога настапи ноќта, тој издогледа звезда и рече, ова е Господарот мој. А откако таа зајде, тој рече, не ги сакам тие што заоѓаат. А кога здогледа месечината како излегува, рече, ова е Господарот мој. А откако таа зајде, тој рече, ако Господарот мој не ми упати на вистинскиот пат, сигурно ќе бидам меден од тие што се талкале. А кога го здогледа сонцето како се раѓа, тој извика, ова е Господарот мој, ова е поголемо. А откако тоа зајде, тој рече, народе мој, јас немам ништо со тоа што вие здруженик му припишувате. Јас го насочувам лицето свое како вистински верник кон тој што небесата и земјата ги создал. Јас не сум од многобожците. И народот негов со него се расправаше. Зарем со мене да се расправате за Господ, а тој мене ми упати, рече тој. Јас не се плашам од тие кои вие нему му ги здружувате, освен што се плашам дека мојот Господар ќе сака нешто. Господарот мој со своето знаење опфаќа се. Зошто не се вразумите? А како би се плашал јас од тие кои со него ги изненачувате, кога вие не се плашите што вие на Господ здруженици му припишувате, иако тој за тоа никаков доказ не ви дал? И знаете ли вие кои, ние или вие, ќе бидат сигурни?
ќе бидат сигурни само тие што веруваат и верувањето свое со многобожство не го мешаат. Тие ќе бидат на вистинскиот пат. Тоа се доказите наши кои му ги дадовме на Аврам за народот негов. Ние по високи степени им даваме на тие на кои ние сакаме. Господарот твој е на вистина мудар и се знае. И ние му ги подаривме и Исак, и Јов, и секого го упативме. А Ное уште претходно го упативме и од потомците негови Давид и Соломон, и Ејуб, и Јусуф, и Мојсей, и Арон. Ете, така ние ги наградуваме тие што прават добри дела. И Захарија, и Јахја, и Исус, и Илија, сите тие беа добри. И Исмаил, и Елиеса, и Јона, и Лот, и на сите им дадовме предност над останатите луѓе. И некои предци нивни, и потомци нивни, и браќата нивни. Нив ги одбравме и на вистинскиот пат и му кажавме. Тоа е Господовото упатство на кое тој и му кажува на тие на кои сака од робовите своји. А да му припишуваат здруженик, сигурно ќе им пропаднеше тоа што го правеа. Тоа се тие на кои ние книги и мудрост и веровешниство им дадовме. Па ако потомците нивни не веруваат во тоа, ние задолживме луѓе кои ќе веруваат во тоа. Нив Господ ги упати, затоа следи го нивниот вистински пат. Кажи, јас од вас не барам награда за куранот. Тој е само поука на човештвото. Тие не го познаваат Господ како што треба, штом велат. На ниту еден човек Господ не му објавил ништо. Кажи, а кој ја објавил книгата која донел Мојсей како светлина и патока за луѓето, која на листови ја ставате и ја покажувате, а многу и криете, и земате поука за тоа што ниту вие, ниту предците ваши не сте го знаеле. Кажи, Господ, потоа остави ги нека се забавуваат со своите лаги. А оваа книга која ја објавуваме е благословена. Таа ја потврдува онаа пред неа, за да опоменуваш Мека и останатиот свет, а тие што веруваат во оној свет, веруваат во неа и за молитвите своји водат грижа. Кој е понеправеден од тој кој за Господ изнесува лаги и кој вели, ми се објавува, а ништо не му се објавува. Или кој вели, и јас ќе кажам исто како што Господ објавува. А да ти се даде да ги видиш неверниците во смртните маки, кога ангелите ги испручат рацете своји кон нив, извадете ги своите души. Од сега со неиздржлива казна ќе бидете казнувани затоа што за Господ изнесувавте лаги и затоа што кон доказите негови арогантно се однесувавте. А ке ни дојдете поединечно, такви какви што првиот пат ве создадовме, напуштајќи ги добрата кои ви ги даривме. Ние не ги гледаме со вас божествата ваши кои за здруженици му ги припишувавте, прекинати се врските меѓу вас и ви ги нема тие кои за посредници ги држевте. Господ прави зрната и семките да изртат, тој од неживото изведува живо, а од живото неживо. Тоа ви е, ете, Господ, па тогаш каде се одметнувате? Тој прави зората да осамне, тој ноќта за починок ја одреди, а сонцето и месечината за сметање на времето. Тоа е одредбата на силниот и сезнајниот. Тој ви ги создаде звездите за во мракот да се ориентирате според нив, на копно и море. Ние детално им ги објаснуваме знаците наши на луѓето кои знаат. Тој ве создаде од еден човек, а потоа ви ја даде земјата за престојување и за во неа закопани да бидете. Ние детално им ги пружаме доказите на луѓето кои разбираат. Тој од небото спушта вода, па ние потоа со нејзина помош правиме да никтат сите видови растенија и од него да израсне зеленило, а од него класие густо, и од палмите, од семките, гроздови лесни за берење и градени со лоза засадени, особено маслинки и шипинки, слични и различни. Наблюдувајте ги затоа плодовите нивни кога ќе се појават и кога зреат. Тоа е навистина доказ за луѓето кои веруваат. Неверниците ги сметаат джините за рамни на Господ, а тој нив ги создал и измислија, не мислејќи што зборуваат, дека тој има синови и керки. Славен и чист е тој и многу високо на тоа како тие го опишуваат. Тој е создателот на небесата и на земјата. Од каде му нему дете кога нема жена? Тој создава се и само тој знае се. Тоа е Господ ваш, нема друг Бог освен него, создателот на се, затоа него обожувајте го, тој бдее над се. Погледите до него не може да допрат, а тој допира до погледите. Тој е милостив и упатен во се. Од Господарот ваш ми доаѓаат докази, по тој што гледа, тоа во своја корист го прави, а тој што е слеп, на своја штета е слеп, а јас не сум ваш чувар. И ете така, ние на разни начини ги изложуваме доказите за тие да кажат. Ти го учеше тоа, и за да им го објасниме тоа на луѓето што знаат.
Ти следи го тоа што ти го објавува Господарот твој, друг Бог освен него нема и многобожците измегнувај ги. Да сака Господ, тие не би му здружувале никого, а ние не те сторивме нивен чувар, ниту си ти нивни старател. Не навредувајте ги тие на кои покрај Господ им се молат, за и тие да не го навредат Господ, неправедно и не размислувајки што зборуваат. Како и на овие, така и на секој народ подстапките нивни им ги представувавме како убави. Тие на крајот на својот Господар ќе му се вратат, па тој ќе ги извести за тоа што го работеле. Тие се колнат во Господ со најтешката заклетва, дека ако им дојде чудо, сигурно поради тоа верници ќе станат. Кажи, сите чуда се само кај Господ, а од каде знаете вие, може би тие, кога тоа би им дошло, би станале верници. А ние срцата нивни и очите нивни ги вртиме, па нема да веруваат како што не веруваа ни претходно, и ги остававме да талкаат збунети во својата заблуда. Кога би им ги испратиле ангелите, и кога мртвите би им преговориле, и кога пред нив очигледно сите докази би ги собрале, тие пак не би верувале, освен ако би сакал Господ, но мноштвото од нив не знае. Така на секој веровесник непријатели му одредувавме. Сатани во вид на луѓе и джини едни на други украсени разговори им зборуваа за да ги измамат, а да сакаше Господарот твој, тие тоа немаше да го сторат. Затоа ти остави ги нив и тоа што го измислуваат. И за срцата на тие што во оној свет не веруваат да бидат склони кон тоа и задоволни со тоа, и за да ги сторат гревовите кои што ги сторија. Зошто покрај Господ да барам друг судија кога тој ви ја објавува книгата во детали, а тие на кои што им ја дадовме книгата добро знаат дека Куранот го објавува Господарот твој со вистината, затоа ти никако не се сомневај. Зборовите на Господарот твој се врв на вистината и правдата. Неговите зборови никој не може да ги измени и тој се слуша и се знае. Кога ти би им се покорувал на мноштвото од жителите на земјата, тие од Господовиот пат би те одвратиле. Тие само по предпоставките се поведуваат и тие само невистината ја говорат. На Господарот твој добро му се познати тие што скршнале од неговиот пат и тој најдобро ги знае тие што се на вистинскиот пат. Затоа јадете го тоа при чие колење е спомнато Господовото име, ако верувате во неговите ајети. А зошто да не го јадете тоа при чие колење е спомнато Господовото име, кога тој ви го објасни тоа што ви го забрани? Освен кога сте присилени, многумина според желбите своји, немајки за тоа никакви докази, ги заведуваат другите во заблуда, а Господарот твој добро ги знае тие што во злото секаква мерка преминуваат. Не грешете ниту јавно, ниту тајно. Тие што грешат сигурно ќе бидат казнети за тоа зашто грешеле. Не јадете го тоа при чие колење не е спомнато Господовото име. Тоа е навистина грев, а ѓаволите ги наведуваат штитениците своји да се расправаат со вас, па кога би им се покориле и вие сигурно многобожци би станале. Зарем е ист тој што бил во заблуда, ако го ние го оживеавме и му дадовме светло со помош на која меѓу луѓето се движи, со тој што е во темнината од која не излегува, а на неверниците им се чини убаво тоа што го прават. И исто така ние сторивме во секој град првенците да станат грешници и во него замки да поставуваат, но тие само себе си замки си поставуваат, а да не забележуваат. А кога ним им доаѓа доказ, тие велат: ние нема да веруваме се додека и нам не ни се даде нешто слично на тоа што им е дадено на Господовите пратеници, а Господ најдобро знае кому ќе му го довери пратеништвото свое. Тие што грешат сигурно ќе ги стигне понижувањето и страдањето големо од Господ, затоа што прават интриги. Тој што Господ сака да го пати, тој срцето негово кон исламот му го расположува, а тој што сака во заблуда да го стави, тој срцето негово го стегнува и уморно го прави, како кога прави напор на небото да летне. Ете така Господ прави сатаната да ги навладее тие што не веруваат. Ова е вистинскиот пат од Господарот твој, а ние им ги објаснуваме доказите на луѓето кои примаат поука. Нив ги чека куќата на спасот кај Господарот нивен, тој ќе биде нивен заштитник поради тоа што го правеле. А на денот кога тој сите ќе ги собере: о, групо ѓаволи, вие многу луѓе заведовте, Господару наш, ќе речат луѓето, штитеници нивни, ние меѓусебно си бевме од корист и стигнавме до рокот наш кој ти ни го одреди. Огнот ќе биде престојувалиштето ваше, ќе рече тој. Во него вечно ќе останете, освен ако Господ не одреди поинаку. Господарот твој е навистина мудар и сезнаен.
Ете така ние им ја препуштаме власта на едни насилници над други поради тоа што го заработија. О, групо джини и луѓе, зарем не ви доаѓаа пратеници од редовите ваши кои ајетите мои ви кажуваа и ве упоменуваа дека овој ваш ден ќе го дочекате? Нив животот на земјата ги беше измамил и тие сами против себе ќе посведочат дека биле неверници. Така е, бидејќи Господарот твој не уништуваше села и градови поради насилството нивно, без претходни опомени кон нивните жители. На сите ќе им припадне награда или казна, според тоа како постапувале, а Господарот твој не е немарен кон тоа што го правеа. Господарот твој е независен и милостив, ако сака ќе ве тргне и по вас тие кои тој сака ќе ги донесе, како што ве создаде вас од потомствата на другите народи. Тоа со што ви се заканува, навистина ќе дојде и вие нема да стигнете да избегате. Кажи, о народе мој, правете се што можете, а ќе правам и јас, ќе дознаете вие кого го чека среќен крај, насилниците сигурно нема да успеат. Тие одредуваат за Господ дел од реколтата и дел од добитокот, кој тој го создал, па велат, ова е за Господ, тврдат тие, а ова е за божествата наши. Меѓутоа тоа што е наменето на божествата нивни не доспева до Господ, додека тоа што е одредено за Господ доспева до божествата нивни, како лошо судат тие. На голем број многобожци, така исто шејтаните нивни, убивањето на сопствените деца им го разубавија, за да ги упропастат и во верата нивна да ги збунат. А да сакаше Господ, тие тоа немаше да го прават, затоа остави ги и нив и нивните измислици. Тие велат, овој и овој добиток и тие земски плодови се забранети. Смеат да ги јадат само тие на кои ние ќе им дозволиме, тврдат тие. А и овие камили е забрането да се јаваат. А тие што кои при колење на добиток не го спомнуваат Господовото име, измислувајќи лаги за него, тој сигурно ќе ги казни поради тоа што го измислуваат. Тие велат, тоа што е во утробите на овој и овој добиток, дозволено им е само на нашите мажи, а забрането им е на нашите жени. А ако плодот се изјалови, тогаш во тоа се соучесници. Господ ќе ги казни за невистините нивни кои ги говорат. Тој е мудриот и сезнајниот. Тие што од лекоумност и не знаејќи што прават, децата своји ги убиваат и кои тоа што Господ им го подарил го сметаа за забрането, говорејќи невистини за Господ, сигурно ќе настрадаат. Тие заталкале и не знаат што прават. Тој е тој што ги создава градините, заградени и незаградени, и палмите, и посевите со различни вкусови, и маслинките, и шипинките, слични и различни. Јадете ги плодовите нивни која ќе дадат плод, и дадете го на денот на жетвата и на бербата, тоа на што другите имаат право. И не трошете неумерно, бидејќи тој не ги сака неумерните. И добитокот кој се товари и се коле, јадете дел од тоа со што ве снабдува Господ. И не следете ги ѓаволските стапки, бидејќи тој ви е вистински непријател. И тоа 8 вида, пар овци и пар кози. Кажи, дали тој ги забрани мажјаците или женките или тоа што се наоѓа во утробите на женките? Кажете ми и докажете ако е вистина тоа што го велите. И пар камили и пар говеда. Кажи, дали тој ги забрани мажјаците и женките и тоа што се наоѓа во утробите на женките? Дали вие бевте присутни кога Господ ви го пропише тоа? Има ли тогаш понеправедено тој што не знаејќи ја вистината, измислува лаги за Господ со цел да ги доведе луѓето во заблуда? Господ сигурно нема да им укаже на вистинскиот пат на луѓето кои се неправедни. Кажи, јас не гледам во ова што ми се објавува дека на некого му е забрането да јаде што било друго освен мрша или крв која истекува или свинско месо. Тоа е навистина нечисто. Или што како греф е заклано во нечие друго име, а не во Господово. А на тој што ќе биде принуден, но не од желба, туку само го глатта да ја прекине, Господарот твој навистина ќе му прости и милостив ќе биде. На евреите сите животни кои имаат копита или канџи, им ги забранивме, а од говедата и од ситниот добиток, нивниот лој, освен тој од грбот или тревата, или тој што е помешан со коските. Со тоа, поради насилството нивно, ги казнивме и ние навистина ја зборуваме встината. А ако тие нема да ти веруваат, ти кажи, Господарот ваш е неизмерно милостив, но казната негова нема да го заопиколи народот грешен. Многобожците ќе велат, да сакаше Господ, ние немаше да му припишуваме здруженици, а ниту предците наши, ниту ќе сторевме нешто забрането. Така исто и тие пред нив негираа. Се додека нашата казна не ја искусија,
Кажи, имате ли некаков доказ да ни изнесете? Вие само според предпоставките се раководите и вие само невистината ја зборувате. Кажи, Господ има потполн доказ и кога тој би сакал, на сите би им укажал на вистинскиот пат. Кажи, доведете ги тие своји сведоци, тие што ќе посведочат дека Господ тоа го забранил. Па ако тие посведочат, ти немој да им поверуваш и не води се по желбите на тие кои нашите докази ги сметаат за лажни и кои во оној свет не веруваат и кои здруженици на Господарот свој му припишуваат. Кажи, дојдете да ви кажам што ви пропишува Господарот ваш. Ништо да не му здружувате, на родителите добрина да им правите, децата своји поради сиромашија да не ги убивате. Ние и вас и нив ги храниме. Не приближувајте им се на лошите дела, било јавни или тајни. Не убивајте го тој кого Господ забранил да се убие, освен кога тоа правдата го бара. Ете, тој тоа ви го препорачува за да размислите. И до имотот на сирачето да не се доближувате, освен на најубав начин, се додека не стане полнолетно, и неправилно на литарот и на кантарот да не мерите. Ние никого преку неговите можности не го задолжуваме. И кога зборувате, зборувајте праведно, па дури и да се однесува и на роднините и обврските кон Господ да не ги кршите. Ете, тој тоа ви го наредува, за да го имате тоа на ум. И на вистина, ова е мојот вистински пат, па следете го него. Други патишта не следете, па да ве одвојат од патот негов. Ете, тој тоа ви го наредува за да бидете богобојазни. Ние на Мојсеј книга му дадовме, за да ја направи потполна благодата на тој што според неа ќе постапува и како објаснување на се и упатство и милост, за тие да поверуваат дека пред Господарот свој ќе застанат. А оваа книга која објавуваме е благословена, затоа следете ја и бидете богобојазни за да ви се укаже милоста. И за да не кажете, книгата е објавена на двете вероисповести пред нас, но ние не знаеме да ја читаме како нив. И да не кажете, нам да ни беше објавена книгата, ке се држевме на вистинскиот пат подобро од нив. Па ви се објавува, ете, од Господарот ваш, јасен доказ и упатство и милост. И има ли тогаш понеправеден од тој што Господовите докази не ги признава и од нив одвраќа? А ние со тешка мака ги казниме тие што од доказите наши одвраќаат, затоа што тоа постојано го прават. Зарем тие чекаат ангели да им дојдат или Господарот твој да им дојде, или некои предзнаци од Господарот твој? Тој ден кога некои предзнаци од Господарот твој ќе дојдат, на ниту еден човек нема да му биде од корист тоа што тогаш ќе верува. Ако претходно не верувал или ако не сторил како верник некакво добро, кажи, само вие чекајте и ние навистина ќе чекаме. Ти немаш ништо со тие кои верата своја ја распарчија и во секти се поделија. Господ за нив ќе се погрижи, тој ќе ги извести за тоа што го правеа. Кој ќе стори добро дело, ќе биде десетократно награден, а кој ќе стори лошо дело, ќе биде само според заслугата казнет и нема да им се стори неправда. Кажи, мене Господарот мој на вистинскиот пат ме упати, во вистинската вера, верата на правоверниот Аврам, а тој не беше идолопоклоник. Кажи, клањањето мое и обредите мои, и животот мој, и смртта моја, на вистина му се посветени на Господ, Богот на световите, кој нема соучесник. Тоа ми е наредено и јас сум првиот муслиман. Кажи, зарем за Бог да барам некој друг освен Господ, кога тој е Господар на се? Што и да направи некој за себе си прави, и секој грешник само својот товар ќе си го носи. На крајот кај Господарот свој ќе се вратите и тој ќе ви извести за тоа што не се согласувавте. Тој ве направи едни по други на земјата да се сменувате и тој според положбата едни на други ве издигнува за да ви искуша во тоа што ви го дава. Господарот твој на вистина брзо казнува, но тој и простува и милостив е. По името на Господ, семилостниот, милостивиот. Ова е книга која ти се објавува и немој во градите да имаш некаква тешкотија поради неа, со неа да опоменуваш и на верниците да им биде поука. Следете го тоа што ви се објавува од вашиот Господар и не земајте покрај него некој друг како заштитник, а колку малку примате поука. Колку само градови ние разоривме, и казната наша им доаѓаше и ноќе и дење кога би прилегнувале, а кога нашата казна би ги затекнала, плачот нивен се сведуваше само на зборовите, на вистина бевме насилници. И сигурно ќе ги прашаме тие на кои им испрекавме пратеници, а ќе ги прашаме и пратениците. И ќе им изложиме се што знаеме веродостојно за нив, бидејќи ние не бевме отсутни. Мерењето тој ден ќе биде праведно, тие чии што добри дела ќе бидат потешки,
тие ќе постигнат што сака, а тие чии што добри дела ќе бидат лесни, тие затоа што доказите наши не ги признава, ќе страдаат. Ние на земјата ве сместивме и на неа се што ви е потребно за живот ви дадовме, а вие премалку заблагодарувате. Ние Адам го создадовме и потоа облик му дадовме, а потоа на ангелите им рековме: поклонете му се ничкум, и тие му се поклонија ничкум, освен Иблис. Тој не беше од тие што му паднаа ничкум. Што те наведе да не му се поклониш ничкум кога ти наредив? Праша тој. Јас сум подобар од него, мене од тогаш ме создаде, а него од глина, одговори тој. Тогаш излегувај од рајот, рече тој. Не ти прилега во него да си вообразен, излегувај, ти си од презрените. Дај ми време до денот на нивното уживување, замоли тој. Ти се дава време, рече тој. Затоа што одреди, па во заблуда паднав, рече, се колнам дека на твојот вистински пат ќе ги пресретнувам, па ќе им приоѓам и пред нив и за нив, и од десно и од лево, и ти ќе востановиш дека мнозинството од нив нема да биде благодарно. Излегувај од него, покуден и понижен, рече тој. Со тебе и со сите тие што ќе те следат, ќе го наполнам пеколот. О, Адам, ти и жената твоја во рајот живејте и од каде што сакате јадете. Само на ова дрво не му се приближувајте, за кон себе да не сгрешите. И сатаната почна да им дошепнува, за да им ги разоткрие срамните места нивни, кои им беа скриени, и рече: Господарот ваш ви го забранува ова дрво, само за да не станете ангели или за да бидете бесмртни. И им се колнеше: јас сум ви навистина искрен советник. И со измама ги заведе. А кога тие од дрвото вкусија, срамните места нивни им се покажаа и тие на себе рајско лисје почина да ставаат. Зарем тоа дрво не ви го забранив? Ги повикаа Господарот нивен и ви реков: ѓаволот ви е навистина отворен непријател. Господару наш, рекоа тие, самите себе си насилство си сторивме, а ако ти не ни простиш и не ни се смилуваш, сигурно ќе бидеме изгубени. Излегувајте, рече тој. Меѓусебно непријатели ќе бидете на земјата, ќе престувате и до одредено време ќе уживате. На неа ќе живеете, на неа ќе умирате и од неа оживеани ќе бидете, рече тој. О, синови Адамови, ви дадовме облека кој ќе ги покрие срамните места ваши, а и раскошни костуми, но облеката на богобојазноста е најдобрата. Тоа се некои Господови докази за тие да се опаметат. О, синови Адамови, нека не ве заведе сатаната никако, како што ги изведе родителите ваши од рајот, соблекувајќи од нив облеката нивна, за да им ги покаже срамните места нивни. Тој ве гледа, тој и војските негови, од каде што вие нив не ги гледате. Ние ѓаволите ги направивме заштитници на тие што не веруваат. А кога ќе сторат некој лошо дело, велат: ги стекнавме предците наши дека тоа го прават. А и Господ тоа ни го заповедал. Кажи: Господ не заповедува да се прават лоши дела. Зошто за Господ го зборувате тоа што не го знаете? Кажи: Господарот мој наредува праведност и обрекајте му се само нему кога го извршувате намазот, молитвата, и молете му се искрено, исповедувајќи му верата, како што првиот пат ве создаде, на истиот начин повторно ќе ве оживее. Тој на едните на вистинскиот пат им укажува, а другите со право во заблуда ги остава. Бидејќи тие наместо Господ, сатаните за заштитници ги земаат и мислат дека прават добрина. О, синови Адамови, облечете се убаво кога сакате молитвата да извршите. И јадете и пиете, но не претерувајте. Тој не ги сака тие што претеруваат. Кажи: кој ги забрани Господовите украси, кои тој за робовите своји ги создаде, и вкусната храна? Кажи: тие се за верниците на овој свет, а на оној свет се само за нив. Ете, така ние потполно ги изложуваме доказите на луѓето кои знаат. Кажи: Господарот мој го забранува развратот, и јавниот и скриениот, и гревовите, и неоправданата примена на сила, и на Господ да му здружувате тие за кои тој никаков доказ не објавил, и за Господ да го зборувате тоа што не го знаете. Секој народ има свој крај, и кога ќе дојде неговиот крај, нема да може ниту за миг да го одложи, ниту да го забрза. О, синови Адамови, кога меѓу вас самите ќе ви доаѓаат пратеници кои прописите мои ќе ви ги објаснуваат, тогаш тие што ќе се плашат од Господ и што ќе прават добри дела од ништо нема да се плашат, ниту за што било ќе тагуваат, а тие што доказите наши ќе ги негираат и од нив горделиво ќе се свртуваат, ќе бидат жители на огнот, во него вечно ќе останат. Има ли тогаш понеправедено тој што за Господ говори лаги и не ги признава неговите зборови? Таквите ќе го добијат сето тоа што им е запишано. Но кога ангелите наши ќе дојдат душите да им ги земат, ќе запрашаат: а каде се тие кои наместо Господ ги повикувавте?
Ни се изгубија, ќе одговорат, и самите против себе ќе посведочат дека биле неверници. Влегувајте во пеколот со народите, со джините и луѓето кои пред вас постоеа и исчезнаа, ќе рече тој. И кога и да влезе некој нов народ, ќе го проколнува оној по кој во неверувањето се повел. А кога во него сите ќе се соберат, тогаш обичните луѓе ќе им кажат за предводниците своји: Господару наш, овие во заблуда не одведоа, затоа дај им двојна казна во огнот. За сите ќе биде двојна, ќе рече тој, но вие не знаете. А предводниците ќе му речат на обичниот народ: па вие немате никаква предност пред нас, затоа искусете казата за тоа што го правевте. За тие што доказите наши ќе ги негираат и кон нив со арогантност ќе се однесуваат, портите небески нема да се отворат. И попрво камила ни сиглен отвор ќе помине, отколку што тие во рајот ќе влезат. Ете така ние ќе ги казниме грешниците. Во пеколот постелите и прекривките од оган ќе им бидат. Ете така ние ќе ги казниме неверниците. А тие што ќе веруваат и ќе прават добри дела, ние никого не задолжуваме над неговите можности, ќе бидат жители на рајот, во него вечно ќе останат. Од нивните гради злобноста ќе отстраниме, пред нив реки ќе течат и тие ќе велат: благодарноста му припаѓа само на Господ, кој на вистинскиот пат не упати. Ние не би биле на вистинскиот пат, да не упатеше Господ. Пратениците на Господарот наш, на вистината ја носеа, и на нив ќе им се повика: тој рајот во наследство го добивте, за тоа што го правевте. И жителите на рајот ќе ги довикуваат жителите на огнот: ние видовме дека е вистинито тоа што Господарот наш ни го вети. Дали и вие видовте дека е вистинито тоа што Господарот ваш ви го вети? Да, ќе одговорат. А тогаш еден гласник меѓу нив ќе викне: Господовото проклетство нека остане врз насилниците, кои од Господовиот пат одвраќаа и настојуваа да го искриват, и кои во оној свет не веруваа. Помеѓу нив ќе има бедем, а на врвовите ќе бидат луѓе кои секого по белегот негов ќе го познаат. И тие ќе им викнат на жителите на рајот: мир со вас, додека се уште не влегле во него, а едва и ќе чекаат. А кога погледите ќе им се свртат кон жителите на огнот, ќе извикаат: Господару наш, не давај ни да бидеме со неправедните луѓе. Тие што ќе бидат по врвовите на бедемот, ќе ги повикаат луѓето по белезите нивни, ќе ги познаат и ќе им кажат: не ви користеше вашата бројност и тоа што арогантно се унесувавте. Зарем ова не се тие за кои се колневте дека Господовата милост нема да ги стигне? Влезете во рајот, никаков страв за вас нема да има и за ништо вие нема да тагувате. И жителите на огнот ќе ги повикуваат жителите на рајот: пролејте на нас вода или нешто од тоа што Господ ве обдарил. И тие ќе кажат: Господ тие две работи на неверниците им ги забрани. Тие на кои верата нивна им беше игра и забава и кои животот на земјата ги измами. Сега ние нив ќе ги заборавиме, како што забораваа дека на овој ден пред нас ќе стојат. И затоа што доказите наши ги негираа. А ние на нив книга им објавуваме, која што ја објаснивме како што ние знаеме, да биде патоказ и милост на луѓето кои ќе веруваат. Чекаат ли тие да се остварат заканите нејзини? Тој ден кога ќе се остварат, ќе кажат тие што претходно заборавиле: пратениците од Господарот наш вистината ја носеа. Камо да имаме некаков заговорник, па да се заземе за нас или да ни биде дозволено да се вратиме, па да постапуваме поинаку од тоа како што претходно постапувавме. Но тие самите се упропастија, а нема да ги има ни тие што ги измислуваа. Господ е Богот ваш, кој небесата и земјата во 6 периоди ги создаде, а потоа над аршот се возвиши. Тој со темнината на ноќта го прекрива денот, која во чекор го следи, а сонцето и месечината и звездите се покоруваат на неговата волја. Само тој создава и управува. Возвишен нека е Бог, Господарот на световите. Молете му се понизно и во себе на Господарот свој. Тој на вистина не ги сака тие што претеруваат. И не правете неред на земјата, кога на неа редот е веќе воспоставен, и молете му се со страв и со надеж. Милоста на Господ е на вистина блиску до тие што прават добри дела. Тој е тој што ги праќа ветровите како радосна вест на милоста своја, а кога тие ќе ги понеса тешките облаци, ние кон мртвиот предел ги потеруваме. Па на него дожд спуштаме и правиме со негова помош да израснат разновидни плодови. Исто така и мртвите ќе ги оживееме. Опаметете се, во плодните предели растат растенија со волјата на Господарот нивен, а во неплодните дури со мака. Ете така ние на разни начини им ги повторуваме доказите на луѓето кои забораваат. Ние го испративме Ное на народот негов, па тој им говореше: О, народе мој, само Господ обожувајте го. Вие друг Бог освен него немате. Јас навистина стравувам за вас од страданието на големиот ден. А главешините на народот негов одговараа:
Ние сметаме дека ти си во вистинска заблуда. О, народе мој, говореше тој. Не сум јас во никаква заблуда, туку сум пратеник од Господарот на световите. Послание од Господарот свој ви доставувам и секој добро ви посакувам, а јас од Господ го знам тоа што вие не го знаете. Зарем ви е чудно што пуката од Господарот ваш ви доаѓа преку човек, еден од вас, да ве опоменува за да се тргнете од тревовите и за да бидете помилувани? Но тие за лачен го смета, па само него и тие што беа со него во бродот ги спасивме. А тие кои во доказите наши не веруваа, ги потопивме. Навистина тие беа вистински слепци. А на народот Ад им го испративме нивниот брат Худ. О, народе мој, говореше тој, само Господ обожувајте го. Вие друг Бог освен него немате, зарем не се плашите? Главешините на народот негов кои не веруваа, одговараа: ние сметаме дека ти си навистина во лудило и ние сметаме дека ти си навистина лажливец. О, народе мој, говореше тој, јас не сум луд, туку сум пратеник од Господарот на световите. Послание од Господарот свој ви доставувам и јас сум ви искрен советник. Зарем ми е чудно што поуката од Господарот ваш ви доаѓа преку човек, еден од вас, за да ве опоменува? Сетете се дека тој наследници на народот Ноевов ве направи и ве создаде крупни пораст, и затоа секогаш нека ви се наум Господовите благодати, за да го постигнете тоа што ќе го посакате. Зарем ни дојде заради тоа само Господ да го обожуваме, а тие кои ги обожуваа нашите предци да ги напуштиме, говореа тие. Стори нека не снајде тоа со што ни се закануваш, ако е вистина тоа што го зборуваш. Веќе ве снајде казна и гнев од Господарот ваш, говореше тој. Зарем со мене да се препирате за некакви имиња кои вие и вашите предци ги смисливте, а за кои Господ никаков доказ не објавил? Затоа чекајте и јас со вас ке чекам. И ние од милоста наша него и тие што беа со него ги спасивме, а до последен ги истребивме тие кои доказите наши не ги признаваа и кои не веруваа. А и на Семут им го испративме нивниот брат Салих. О, народе мој, говореше тој, само Господ обожувајте го, вие друг Бог освен него немате. Еве ви знак од Господарот ваш, оваа Господова камила за вас е знак. Пуштете ја нека пасе по Господовата земја и не злоставувајте ја, па неиздржливо страдање да ве стигне. И сетете се дека со негова волја станавте наследници на Ад и дека тој на земјата ве насели. Во рамниците нејзини палати градите, а во брдата куки клесате. И нека ви се секогаш наум Господовите благодати, и не правете зло по земјата, правејќи неред. А главешините на народот негов, тие што се вообразија, ги запраша угнетените. Тие меѓу нив кои веруваа. Верувате ли вие дека Салих е пратен од Господарот свој? Ние навистина веруваме во се што е по него објавено, одговорија тие. А ние навистина не веруваме во тоа во што вие верувате, рекоа вообразените. И тие ја заклаа камилата и заповедта од Господарот свој не ја послушаа и рекоа: о, Салих, стори да не снајде тоа со што се закануваш, ако си пратеник. И страшен потрес ги снајде и тие во земјата своја осамнаа мртви, неподвижни. А тој веќе ги напушти и рече: о, народе мој, ви го пренесов посланието од Господарот свој и ве опоменував, но вие не ги сакаде тие што опоменуваат. И Лот кога му рече на народот свој: зошто правите разврат каков никој пред вас на светот не го чинел? Вие со страст им приоѓате на машките, наместо на женските. Вие сте народ кој сите граници на злото ги преминува. А одговорот на народот негов гласеше: истерајте ги од градот ваш, тие се чисти луѓе. И ние него и семејството негово го спасивме, освен сопругата негова. Таа остана со тие кои казната ја искусија. И на нив спуштивме дожд, па погледни како завршија развратниците. А на Медиен нивниот брат Шуајб: о, народе мој, говореше тој, само Господ обожувајте го, вие друг Бог освен него немате, ви доаѓа јасен доказ од Господарот ваш, затоа правилно на литарот и на кантарот мерете и на луѓето работите нивни, не кратете им ги, и редот на земјата не нарушувајте го кога е веќе на неа воспоставен. Тоа е подобро за вас, ако верувате. И не поставувајте заседи на патот, заканувајќи се и одвраќајќи ги од Господовиот пат тие што веруваат во него, сакајќи го лошиот пат. И сетете се дека бевте малкумина и дека тој ве умножи, а погледнете како завршија тие што правеа неред. И ако едните од вас веруваат во тоа што е испратено по мене, а другите не веруваат, па причекајте додека Господ не ни пресуди, бреги тој е најдобриот судија. Главешините на народот негов, тие што беа вообразени, рекоа: или безусловно верата наша ќе прифатите, или ние, о, Шуајб, ќе ви стераме од градот наш, и тебе и тие што веруваат со тебе. Зарем и против нашата волја, рече тој.
Кога би ја прифатиле верата ваша, откако Господ не спаси од неа, тогаш за Господ би изнеле лага. Ние не треба во неа да се враќаме, тоа не го сака Господ. Богот наш, Господарот наш со своето знаење опфаќа се. На Господ се подпираме, Господару наш, ти пресуди ни нам и на народот наш. Ти си најправедниот судија. А главешините на народот негов, неверниците, рекоа: ако појдете со Шуајб, сигурно ќе бидете изгубени. И ги снајде потоа страшен потрес и тие осамнаа во земјата своја мртви и неподвижни. Тие што го сметаа Шуајб за лажливец, тие настрадаа. А тој ги напушти и рече: о, народе мој, ви ги принесов посланијата од Господарот свој и ве советував, па зошто да тагувам за народ невернички? И ние ниеден веровестник во некој град не сме пратиле, а жителите негови со болести и со сиромашчија да не ги касниме за да се покајат. А потоа казано со благосостојба би ја замениле се додека не би се намножиле и рекле: и нашите предци ги погодували жалости и радости, и тогаш без да предчувствуваат, неочекувано би ги казниле. А да веруваа жителите на населбите и од гревови да се чуваа, ние би им праќале благослови и од небо и од земја, но тие негираа, па ги газнувавме за тоа што го заработуваа. А зарем жителите на населбите се сигурни дека нашата казна нема да ги снајде во ноќта додека спијат, или зарем жителите на населбите се сигурни дека нашата казна нема да ги снајде дење додека се забавуваат? Зарем тие можат да бидат сигурни од Господовата казна? Од Господовата казна не се плаши само народот кому му престои пропаст. Зарем не им е јасно на тие што ја наследуваат земјата на претходните жители нејзини дека и нив, ако сакаме поради гревовите нивни ги газниме и срцата нивни ги запечатиме, па нема да можат да слушнат. Ние за тие населби ти кажуваме некои од нивните случувања. Пратениците нивни јасни докази им носеа, но тие не сакаа да поверуваат затоа што ниту претходно не веруваа. Ете така Господ ги запечати срцата на неверниците. А ние знаевме дека мнозинството од нив до заветот нема да се придржува и знаевме дека повеќето навистина ќе бидат грешници. Потоа по нив го пративме Мојсей со доказите наши кај фараонот и кај главешините негови, но тие не поверуваа во нив. Па погледни како завршија тие што правеа безредија. И Мојсей рече: о, фараоне, јас сум пратеник од Господарот на световите. Должност ми е само вистината да ја кажам за Господ. Ви донесов јасен доказ од Господарот ваш. Затоа пушти ги синовите Израилови да одат со мене. Ако си донел некаков доказ, рече: покажи го, ако ја зборуваш вистината. И тој го фрли својот стап, кога тој вистинско змиште и ја извади раката своја, таа за присутните стана бела. Главешините на народот фараонов викнаа: овој навистина е вешт волшебник. Тој сака да ви изведе од земјата ваша, па што предлагате? Задржи го него и братот негов, рекоа, а прати ги во градовите тие што ќе собираат, пред тебе сите вешти волшебници ќе ги донесат. И кај фараонот волшебниците дојдоа: дали навистина награда ќе добиеме ако бидеме победници? Запраша. Да, рече, и ќе ми бидете навистина блиски. О, Мојсей, рекоа, сакаш ли ти или ние ќе фрлиме? Фрлете вие, рече тој. И кога фрлија тие, очите на луѓето им ги магепса и многу ги преплашија и големо волшебство приредија. И ние му наредивме на Мојсей: фрли го стапот свој. И тој одеднаш го проголта сето тоа со кое тие измамата ја изведоа. И така вистината изби на виделина и се покажа дека беше лажно тоа што тие го приредија. И тука тие беа победени и останаја понижени. А магепсниците се поклонија ничкум. Ние веруваме во Господарот на световите, викнаа. Господарот на Мојсей и на Арон. Викна фараонот: зарем да му поверувате пред јас да ви дозволам? Ова е навистина измама која во градот ја смислите за од него жителите негови да ги изведете. Ке запомните вие. Ке ви ги исечам вкрстено, рацете ваши и нозете ваши. Сигурно, а потоа сите ке ве распнам. А тие рекоа: ние навистина на нашиот Господар ке му се вратиме. Ти ни забележуваш само затоа што поверувавме во доказите на Господарот наш кога ни дојдоа. Господару наш, дај ни сила да издржиме и направи да умреме како предани верници. А главешините од народот фараонов рекоа: зарем ќе го оставиш Мојсей и народот него во земјата неред да прави и тебе и божествата твои да ги напушти? Тој рече: ќе ги убивавме машките деца нивни, а женските чиви ќе им ги остававме. Ние навистина владееме со нив. Мојсей му рече на народот свој: молете го Господ да ви помогне и бидете трпеливи. Земјата е Господова, тој ја дава во наследство кому тој сака од робовите своји. А убав ќе биде
исходот на тие што ќе се плашат од Господ. Злоставувани сме, рекоа тие. Пред да ни дојдеш, а и откако ни дојде, а Мојсеј рече, Господарот ваш ќе го уништи непријателот ваш, а вас наследници на земјата ќе ве направи, за да види како ќе постапите. И ние го казнивме народот фараонов со глад и неродни години, за да се опаметат. И кога им беше добро, тие велеа, ова го заслуживме. А кога ќе ги снајдеше некаква неволја, Тие на Мојсеј и на верниците таа неволја ќе им ја препишеа. Но не, нивната неволја беше од Господ, само што повеќето од нив не знаеја. И велеа, каков доказ и да ни донесеш и со него да не магепсаш, ние нема да ти веруваме. Затоа ние на нив им испративме и поплави, и скаколци, и вошки, и жаби, и крв, се јасни знаци, но тие се вообразуваа, тие злосторнички народ беа. и кога би ги снашла неволја, би говореле: О, Мојсеј, моли се за нас, на Господарот свој. Така како што тој ти наредил, ако не ослободиш од неволјата, ние навистина ќе веруваме и со тебе сигурно синовите Израилови ќе ги пратиме. И откако од неволјата ќе ги ослободевме, до времето до кога им беше одредено, Да го издржуваат, тие наеднаш ветувањето свое го прекршуваа. Затоа ние ги казнивме и во морето ги потопивме, бидејќи знаците наши ги негираа и кон нив рамнодушни беа. А на угнетениот народ му ги дадовме во наследство источните и западните краеви на земјата, кои ги благословивме, и убавото ветување на Господарот твој кон синовите Израилови беше исполнето затоа што трпеа, а со земја го срамнивме тоа што фараонот и народот негов го изградија и тоа што го кренаа. и ние синовите Израилови преку морето ги пренесовме, па тие наидоа на народ кој се клањаше на идолите своји. О, Мојсеј, рекоа тие, направи ни и ти нам божество како што и тие имаат божества. Вие сте на вистина народ кој нема памет, рече тој. На вистина ќе биде поништено тоа што го исповедаат и бескорисно ќе им биде тоа што го прават. Тој рече: зарем покрај Господа ви барам друго божество, а тој на тостанатиот свет ве издигна? И бидејќи ние од фараоновите луѓе ве спасивме, кои неизмерно ве измачуваа, вашите машки деца ги убиваа, а женските во живот ги оставаа, тоа беше тешко искушение од Господарот ваш. Ние одредивме часот на средба со Мојсеј да биде кога ќе се наполнат 30 ноки и ги дополнивме со уште 10, па времето кое го одреди Господарот негов се исполни за 40 ноки, а Мојсеј му беше рекол на братот свој Арон: застапувај ме во народот мој и воспоставувај ред и не следи ги патиштата на пакосниците. И кога Мојсеј ни дојде во одреденото време, и кога Господарот негов му преговори, тој рече: Господару мој, укажи ми се да те видам. Не можеш да ме видиш, рече, но погледни во планината, па ако таа остане на своето место, ќе ме видиш. И кога Господарот негов на таа планина и се откри, тој со земја ја срамни, а Мојсеј падна во несвест. Штом се освести, рече: возвишен и чист си ти се покајувам, јас сум првиот верник. О, Мојсеј, рече тој, јас тебе те одликував над останатиот свет, со пратеништвото свое и говорот свој, тоа што ти го давам, земи го и благодарен биди. И ние на плочите му напишавме поука за сите и објаснување за се што. Прими го со одлучност, а на народот свој нареди му да се придружува до најубавото во нив, а ќе ви ја покажам и земјата на грешниците. Ке ги одвратам од доказите мои, тие кои на земјата без никаква основа се арогантни. И каков било доказ да видат, тие нема да веруваат. И ако го видат вистинскиот пат, нема да го прифатат, а ако го видат погрешниот пат, како пат ќе го прифатат. Тоа е затоа што доказите наши ги негираат и затоа што се равнодушни кон нив. А на тие што ги негираат доказите наши и средбата на оној свет, делата ќе им бидат поништени, зарем ќе бидат поинаку казнети од тоа што го правеа? И народот на Мојсеј по неговото заминување од накитот свој направи кип на теле кој рикаше: зарем не видоа дека тоа не им зборува и дека по вистинскиот пат не ги води? Тие го прифатија и станаа злосторници. И бидејќи потоа горко се покајаа и увидоа дека се во заблуда, тие рекоа: ако Господарот наш не ни се смилува и ако не ни прости, навистина ќе бидеме изгубени. А кога Мојсеј гневен и натажен кај народот свој се врати, повика: како ли толку лошо по моето заминување постапувате?
Ја заборавивте ли наредбата од господарот свој и ги фрли плочите и својот брат закоса го фати и почна да го влече кон себе? О, сине на мојата мајка, рече Арон, народот не ми беше послушен и за малку не ме уби. Немој да ми се осветуваат непријателите и не вбројувај ме мене во неправедниот народ. Господару мој, замоли Мојсей, прости ми мене и на братот мој и стори да бидеме под закрилата на Твојата милост. Ти си од милостивите најмилостивиот. Тие што го прифатија телето ќе ги стигне гневот од господарот нивен и понижување уште на овој свет. Така ние ги казнуваме тие што смислуваат лаги. А тие што прават лоши дела, а потоа ќе се покајат и верници ќе станат, господарот твој потоа сигурно ќе им прости и милостив ќе биде. А кога на Мојсей гневот му мина, тој ги зеде плочите на кои беше испишано упатството за вистинскиот пат и милоста за тие, што од господарот свој се плашат, и Мојсей одбра од својот народ 70 луѓе за во одредено време да застанат пред нас. А кога ги снајде потрес, тој рече: Господару мој, да сакаше можеш и мене и нив да не уништиш уште претходно. Зарем да не уништиш поради тоа што го сторија безумниците наши? Тоа е само искушение твое со кое ти во заблуда оставаш кого сакаш, а кому сакаш на вистинскиот пат му укажуваш. Ти си нашиот господар, па прости ни и смилувај ни се, а ти си најдобриот простувач. И досуди ни добро на овој свет и на оној свет. Ние на вистина тебе ти се враќаме. Со казната своја јас казнувам кого сакам, рече тој. А милоста моја опфаќа се. Ќе ја дадам на тие кои од гревовите ќе се чуваат и зекат ќе даваат, и на кои во доказите наши ќе веруваат. На тие кои ќе го следат пратеникот Мухамед, веровесник, кој нема да знае ни да чита, ниту да пишува, кој тие кај себе во Тората и во Евангелието запишан го наоѓаат, кој од нив ќе бара да прават добри дела, а од лошите ќе ги одвраќа, кој убавата храна ќе им ја дозволи, а лошата ќе им ја забрани, кој од товарот и тешкотиите кои тие ги имаа ќе ги ослободи. Затоа тие кои во него ќе веруваат, кои ќе го поддржуваат и ќе го помагаат и светлото по него пратено ќе го следат, ќе го постигнат тоа што ќе го сакаат. Кажи: о луѓе, јас сум ви на сите ваш Господов пратеник. Неговата власт е на небесата и на земјата. Нема друг Бог освен него. Тој дава живот и смрт. И затоа верувајте во Господ и во пратеникот него, веровесникот, кој не знае да чита и да пишува. Кој верува во Господ и во зборовите негови, следете го него за да бидете упатени. Во народот на Мојсей има луѓе кои упатуваат кон вистината и кои според неа праведно судат. И ние на 12 племиња ги поделивме. И на Мојсей му објавивме, кога народот негов вода му побара. Удри со стапот свој по карпата, и од неа 12 извори протекоа. Секој племе го знаеш изворот од кој ќе пие. И ние од облаците ладовина им правевме и мана и подполошки им дававме. Јадете од убавите работи со кои ве снабдуваме. Тие не ни сторија неправда нам, туку самите кон себе беа неправедни. А кога им беше речено: влезете во овој град и јадете колку што сакате, влезете низ портата со поклонение и кажете: прошка, па ќе ви ги простиме гревовите ваши, а на тие што прават добри дела ќе им дадеме и повеќе од тоа. Тогаш неправедните го заменија со друг зборот кој им беше даден, па ние на неправедните казна од небото им спуштивме, затоа што грешеа. И прашај ги за градот кој се наоѓаше покрај морето, кога прописите за саботата ги кршеа, кога рибите пред очите нивни им доаѓаа, додека саботата ја празнуваа, а кога не празнуваа, тие не им доаѓаа. Ете, така во искушение ги воведуваме затоа што постојано грешеа. А кога некои од нив рекоа: зошто опоменувате народ кој Господ ќе го уништи или со тешки маки ќе го измачи, тие одговорија: за да се оправдаме пред Господарот ваш и за тие да се оттргнат од гревовите. И кога го заборавија тоа со што беа опоменувани, ние ги избавивме тие што одвраќаа од лошите дела, а со тешка казна ги кастивме насилниците затоа што постојано беа во грев, и бидејќи тие дрско одбија да го остават тоа со што им се забрануваше, ние им рековме: станете мајмуни презрени. И Господарот твој обзнани дека се до крајот на светот власта на нив ќе му препушта на некој кој на најлош начин ќе ги угнетува. Господарот твој навистина брго казнува, а тој и простува и милостив е. И ние како народи по земјата ги расподеливме. Ги има добри, а и од тие што не се. И во добро и во зло ги проверуваме за да се опаметат. И после нив останаа поколенија кои книгата ја наследија и кои ги собираа тронките од овој минлив свет. И велја: ќе ни биде простено, а доколку повторно би им паднало во раце такво нешто,
повторно тоа би го правеле. Зарем од нив не е земен завет во книгата дека за Господ само вестината ќе ја зборуваат, а тие го читаат тоа што е во неа. Оној свет е подобар за тие што се чуваат од гревовите, па зарем нема да се паметите? А тие кои кон книгата цврсто се придржуваат и кои молитвата ја извршуваат, па ние на вистина нема да им допуштиме да им пропадне наградата на тие што прават добри дела. А кога на нив издигнавме планина, се чинеше како облак, тие беа уверени дека на нив ќе падне. Прифатете го одлучно тоа што ви го дадовме и нека ви е на ум тоа што е во него, за да бидете побожни. И кога Господарот твој од ребетите на Адамовите синови го изведе потомството нивно и побара од нив да посведочат против себе, зарем јас не сум Господарот ваш? Тие одговара: си, ние сведочиме, и поради тоа на судниот ден да не кажете: ние за ова ништо не знаевме. Или да не кажете: нашите предци пред нас други на Господ му здружуваа, а ние сме поколение по нив. Зарем ќе не казниш за тоа што лажливците го правеа? И ете така ние опширно ги изнесуваме доказите за тие да дојдат при себе. И кажи им ја веста за тој кому доказите наши му ги дадовме, а кој од нив се оддалечи, па ѓаволот го стигна и тој заталка. А да сакавме, можевме со нив да го воздигнеме, но тој на овој свет му се приклони и по својата страст тргна. Неговиот случај е случајот на песот. Ако го избркаш, тој со испружен јазик брефта, а ако го оставиш, тој пак брефта. Такви се луѓето кои доказите наши ги сметаат за лажни, затоа кажувај ги настаните за тие да размислат. Лош пример се луѓето кои не ги признаваат нашите докази, тие самите себе си прават насилство.